Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани другарки и другари. Имаме победничка програма за стабилна, за сигурна и за безбедна Македонија. Свесни сме за успехот и имаме план како да продолжиме понатаму. И од тоа не се откажуваме. Имаме безкомпромисна политичка волја, со нула толеранција за корупција и силна волја и борба против секаков вид на криминал. Само со задоволна полиција може да имаме безбедни граѓани и безбедна Македонија. Досега ги изголемивме платите за 35% на македонските полицајци. Меѓутоа, платите во безбедносниот сектор мора да продолжат да растат за подобар материјален и социјален статус и повисок животен стандард на вработените. Императив за нас е унапредување на статусот на македонската полиција, на работните услови, на воведување нови полициски обуки, дигитализација и модернизација на процесите и опремата. Со нови воздухоплови, повторно ќе испишеме историја на опременост на воздухопловните единици. Досега реконструиравме 82 објекти на македонската полиција. Затоа што знаеме и умееме. Ќе продолжиме и се обврзуваме да градиме и создаваме европски услови за европско полициско работење. Во мандатот на оваа влада конечно успешно ја завршивме набавката на опремата за проектот Безбеден град. Првично во Скопје, Куманово и Тетово. Во наредните 4 години во сите градови на Македонија и на сите патишта во Македонија. Поголема професионализација на кадарот во МВР, особено на раководниот кадар, ќе обезбедиме преку полагање на посебен испит за новите раководни структури. По примерот на Европската Унија, со конфискација на имот, ќе испратиме порака дека криминалот не е исплатив. Ќе иницираме постапка за укинување, односно заострување на економските критериуми за прием во македонското државјанство. Почитувани граѓанки и граѓани, во наредните 4 години ќе продолжиме со создавање на модерна полициска професија, европски полицаец, ваш пријател. За успех на сето ова, клучни се реформите во правосудниот систем. Реформите во судството мора да ги офати сите препораки на мисијата на Европската Унија во нашата држава. Безбедноста, сигурноста, стабилноста на Македонија е услов за општествениот развој. Меѓутоа, уште поголем услов за економски развој, за богата и просперитетна Македонија. Затоа, другар Фатмир, да ни ги кажеш мерките за економски развој и заедно да продолжиме напред. Благодарам, другар Оливер. Добар ден, другари мои сопартици, сограѓани и партнери во заедничката цел, а тоа е Европска Македонија. Безбедна и стабилна, со одлучна и засилена борба против корупција и силна домашна економија. Економија која гарантира добар стандард и достоинствени плати за сите. Да, Оливер,
Обезбедивме достоинствени плати за вработените во Министерството за внатрешни работи. Исто како што обезбедивме за сите. Владата предводена од СДСМ ги покачи платите во јавниот сектор, а добрите економски политики донесоа покачување на платите и во сите дејности во приватниот сектор. Обезбедивме достоинствени плати за сите. Никој не беше изоставен, ниту заборавен. Затоа што ние социјалдемократите се грижиме за сите граѓани. Затоа што за нас човечкиот капитал е најважен. Во следните 4 години ќе работиме и ќе сработиме за економија која се потпира на 4 цврсти столба. Човечки капитал, висока продуктивност, конкурентност и иновативност. На катар видите аршме, не да поноим да затохеми, per ekonomie bestedet na katterstuurlat of fuchisme, kapitaal in jerzor, produktiviteit i lartë, konkurreshmëri dhe inovacion. Тоа што им го ветуваме на нашите граѓани, тоа и го исполнуваме. Тие знаат дека го исполнивме и надфрливме над ветувањето, покачувањето на минималната и просечната плата. Затоа денеска ви велам и тоа така и ќе биде. Затоа што сме докажали и покажале дека може. До 2028 година просечната плата ќе ја зголемиме на 1100 евра, а минималната ќе достигне 600 евра. За ова да го достигнеме, нема да го преоптовариме бизнисот. Затоа велиме 0% данок на личен доход за минимална плата. Ова ќе донесе достоинствен стандард за нашите граѓани, ќе ја зголеми продуктивноста, но истовремено ќе ја намали и сивата економија. А со влезот во Европската Унија одиме и чекор понапред до просечна плата од 1300 евра и минимална плата од 800 евра. Добро платени, задоволни работници кои ќе имаат европски стандард дома, за тоа работиме, тоа ни е задача и таа ќе ја исполниме. Заедно со досега најниската невработеност од 7% до 2028 година. На витин 2018 do të arrisim pagën mesatare në 1.100 euro, ndërsa paga minimale do të arrijë 600 euro. Për të arritur këtë, ne nuk do të mbingarkojmë biznesin. Prandaj themi 0% tatim mbi të ardhurat personale për pagën minimale. Punëtor të paguar mirë, të kënaqur, të cilët do të kenë standarde evropian këtu në vendin tonë. Për këtë punojmë dhe kjo është detyra jonë që do ta përmbushim. Во овие 4 години работевме и за покачување на пензиите и платите и на новата пресметка на истите, кои гарантира зголемување секоја година, без политичко пазарење. И во тоа успеавме, затоа што истовремено ги јакневме и домашните компании, од целосно заборавени, со нула поддршка кон нив. Ние ги поддржавме со 100 милиони евра, а денеска кажувам, во следните 4 години домашните компании ќе ги поддржиме со 180 милиони евра. Ова е дуплирана финансиска поддршка кон домашните компании од претходниот мандат. Затоа партнерски со нив ќе продолжиме да ја јакнеме нашата економија со јавни инвестиции од 3,5 милиарди евра. Дел од нив секако вложени и во праведна енергетска транзиција, стабилност и енергетска независност. Домашното производство на електрична енергија ќе го зголемиме за 70%. Домашно производство од газ и водород, чисти и обновливи извори, кое никако, ама никако нема да биде од штетните мали хидроцентрали. За нив велиме за секогаш не, како и за сите фосилни технологии кои ни го загадуваат воздухот и почвата. Драги мои, време е јавните услуги да бидат лесно достапни до граѓаните. Целосно дигитализирани јавни услуги кои ќе ги обезбедува
Агенцијата за дигитализација, затоа што само со навремена и успешна дигитализација можеме да го постигнеме посакуваниот развој. Бевме први во регионот кој го воведовме првиот дигитален асистент во јавната администрација базиран на вештачка интелигенција. Тоа е нашата ада. И ќе продолжиме да ја надградуваме се додека сите јавни услуги не се достапни за сите, за само неколку клика од компјутерот од дома или на работа. Ова значи дека ќе воведеме вештачка интелигенција во сите административни постапки. И за крај на овој мандат ќе ја воведеме македонската електронска лична карта. Со неја ќе се намалат бирократските пречки, граѓаните и граѓанките ќе добијат заштитени и дигитализирани лични податоци. Во наредните 4 години ќе градиме поудобно и дигитално интегрирано општество. Мои социјалдемократи, ова е нашиот план за како ќе стигнеме до целта, како ќе продолжиме и ќе изградиме силна економија, во чиј фокус е човечкиот капитал, високата продуктивност, конкурентноста и иновативноста. është koha për të nisur drejt qëllimit të përbashkët, ekonomi e fort vendase për Maqedoninë Evropiane. Drugar Oliver, imame odličan plan. Сега е време да тргнеме кон заедничката цел. Силна домашна економија за Европска Македонија. Драги пријатели, ова е планот за богата и безбедна Македонија. Не се откажуваме од врвна безбедност и развиена економија. Не се откажуваме од европскиот живот за нашите млади, и тоа овде во Македонија. Една опција имаме нови избори, а тоа е европската. Нема откажување од иднината. Да живее Македонија!